Со предложените измени на Законот за потрошувачите предлагаме да се изменат членовите 6, 37, 111, 123, 138 и 139. Овие измени ги предлагаме затоа што овие членови предвидуваат обврска за трговците да изготвуваат двојазични амбалажи, налепници, упатства, декларации, сертификати и други соодветни документи за белезите, квалитетот, начинот на употреба и функционалност на стоки и услуги, за влијанието на одредени стоки или услуги на животна средина, здравјето, безбедноста, мерки за заштита, име, назив, географска адреса и други податоци значајни за определување на идентитетот на трговецот и така натаму. И што е проблемот со овие членови од правен аспект? Ке почнам од Уставот и амандман 5, кој ја уредува употребата на службените јазици во Македонија. Амандман 5, за разлика од Законот за двојазичност на декларациите, не предвидува обврска за двојазичност за приватните лица или во овој случај за трговците. Амандманот 5 предвидува обврска само за државните органи. Амандманот 5 предвидува обврска за употреба на друг службен јазик, не само на албанскиот, за подрачните единици на министерствата, за органите на државната управа и за единиците на локалната самоуправа. Не предвидува обврска и за приватните лица или во случајот за трговците. Исто така и Законот за двојазичност, кој противуставно го прави албанскиот втор службен јазик за сметка на останатите службени јазици, не предвидува обврска за употреба на албански јазик за приватни лица, односно за граѓани и трговци. Во член 1 од законот е наведено кој има обврска да користи албански јазик, а тоа се сите органи на државна власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица кои вршат јавни огласувања согласно закон и локални самоуправи согласно устав. Значи тука нема обврска за приватните лица. Што вика Законот за двојазичност за приватните лица, во член 2 вика дека граѓаните имаат право да употребуваат албански, а не обврска. Од друг аспект да ги разгледаме работите, а тоа е што се случува на терен. На терен, например, во Гевгелија има производи кои имаат етикети, амбалажи, декларации, налепници, упатства, сертификати и така натаму на македонски и на албански, двојазичност. А тие производи ги купуваат македонци, грци во летните периоди, срби, босанци, унгарци, албанци не, албанци нема. И со која цел на собствениците на маркети, на разни типови на продавници и трговци им се наметнува обврска да прават етикети, декларации, налепници и други документи и на албански. Двојазичноста на сите овие етикети, налепници, документи е спротивно на Уставот, спротивно на Законот за двојазичност, е надвор од здрава економска логика и е надвор од било каква здрава логика. Од оваа обврска нема никаква корист, баш обратно, има штета, на трговците ги чини непотребно и пари и време и ги става во неповолна положба на пазарот. Обврската за двојазичност на сите документи за производите и услугите е последица на оценетоста на претходната влада. Сегашната власт пред избори бараше 61 пратеник да не биде оценувана. Сега со нивниот коалиционен партнер знаме имаат 64 пратеници, па редно е да гласате да се тргне двојазичноста од производите и од документите за производите и услугите и да ги оправдате тие пола милион гласови кои што ги добивте за да не бидете оценувани. Законот не е обемен и сложен, интервенира во 6 члена, не ги менува членовите целосно, туку интервенира само во неколку ставови и затоа е предложено скратена постапка.